Dobro. Добро вечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлиево. Уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Дали живееме во едно општество каде што квази старлети диктираат слобода на говор, изразување, воспитување, како и да е, девојко. Нека мислам дека ме бара. Хало. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't it? Јас морам да се сложам со него дека нешто сериозно не е во ред со оваа земја. Многу работи не се во ред. Ако може некој да си дозволи таков гест и таков атак врз медиум, каде што има луѓе, каде што има мои колеги, тогаш дефинитивно нешто не е во ред и со менталната свест и со нивото на комуникација. Повторно ќе кажем, во 21. век, во демократско општество, како секаде во светот, работите се решаваат на еден многу поинтелигентен начин, а не како во 90-тите години. Ке ги поздравам господата кои само себе се поканија да дојдат овдека во телевизијата и ќе ја поздравам исто така квази старлетата. А сега сакам да ги поздравам, ќе ја скокнам скопската рубрика и ќе сакам да ги поздравам моите колеги и да тргнам оваа глупост од мене. Од респект. Да ги поздравам моите колеги, моите пријатели кои излегоа против говорот на омраза, против јавното атакување и против насилното решавање на нештата. Ќе го поздравам Бојан Ивановски со неговиот статус за поддршка. Ќе ја поздравам колешката Јана Јосифовска која исто така тоа јавно го направи. Ќе ја поздравам Анета Кочишки во вчерашното издание во кое што јас бев одсутен. Ќе ја поздравам мојата другарка Лила, која исто така беше една од ретките јавни личности кои го направи ова на еден јавен начин. И ќе го поздравам за крај господинот Сашо Ордановски, кој буквално ме остави и мене и целата јавност без зборови со неговата колумна. Сашо, ти благодарам и секоја чест. Мислам дека некој ме бара. Хало. Viva la revolución! Viva! Мадона да се јави прва. Има некаков конфликт, има некаква паника, она прва звони. Јас ке се заблагодарам пред се на овие луѓе, не сакам да изоставам никого, они се тие што јавно го направија тоа, барем до моментот додека го спремав материјал, ке се заблагодарам на сите пријатели што ми се јавија, и познати и непознати, што искоментираа на социјалните медиуми дека насилството не решава ништо, поготово во денешното општество и во 21. век. И сакав овој медиумски простор, наместо да ги коментирам скопските улици, сакав да го искоментирам случувањето пред некој ден, дека тука ќе завршиме со коментирање на таа случка. Не ми пишувајте пораки, нити во инбокс, нити на Facebook, нити на Instagram, заради тоа што нити имам намера, нити имам време, нити е во ред да ви одговорам на сите вас што се случило, зошто, кој бил, како бил. Има институции, нашата куќа превзема мерки на највисоко ниво, така да се ќе биде во најдобар ред. И уште еднаш ви благодарам на сите и за грижата и за тоа што ве интересираше што се случувало и како се случувало. Сега, да видиме, да се бавиме малку со убави работи за денеска, да видиме што имаме од убави работи на Инстаграм. Имаме една девојка или господја, врати назад, многу брзо ми ги моташ сликите. Така е. Девојка, господја која што има одличен флорален фустан, одлично е стилизирана, перфектни сандали, одлична коса и одличен мејкап. Концептот во кој што е фотографирана не ми се допаѓа столицата, тревата, балоните, меѓутоа како еден стайлинг моден, можам да кажем дека изгледа одлично и одлично го носи тој фустан и има одлична линија на телото.
Имаме повторно една урбана девојка во летен фустан. Ова се уште летните изданија кои вие ги имате по Инстаграм, заради тоа што уште не ви застудило, претпоставувам. Одлично подшишана коса, многу е ин таа коса, со подникнат корен, со природен мејкап, одлична линија на тело, браво девојче. Ја имаме истата девојка, станува збор за многу урбан, многу креативен лик. Погледнете колку добро она го носи тоа здолниште, како го искомбинирала со кошулата, со деталите на нејзе, во каков концепт се фотографирала, многу модно. Како на оваа девојка не и текна да се натегне во некои златни шорцеви, да ги намачка бутовите и да се натрти, односно така да се напупи, да ми простите, нови скали, како другите што го прават. Па сигурно нешто не е во ред со девојче, во чим вака пристојно се сликало, претпоставувам. Браво, секоја чест. Многу убав лаванда, горен дел, топ, со прекрасен жолт фустан, сукња. И имаме истата девојка со другарката, со когоси и таковси, не за џабе стои таа поговорка. Она е облечена во црвениот комплет, изгледа одлично, косата ја гледам супер средена, другарка и донезе во цветен флорален фустан. Одлични се, многу се модни, многу ин, многу фешн и двете. Браво. Во овој случај сакав да ви покажам каков убав пример на мејкап имаме, колку убав лик, со толку совршена шминка, насмевката ја краси нејзе буквално, црвениот кармин е создаден за нејзе, да сум на нејзино место, јас дефинитивно ќе практикувам црвен кармин почесто. Нашминкана е прекрасно, со толку убаво изразени очи, мејкапот и е суптилен, е многу атрактивен, многу е женствен, многу е сензуален. И она што највеќе ми се допаѓа во овој случај е таа нејзина коса, која што е совршено исфенирана, буквално трендовски, онака како што треба. И она сето тоа го искомбинирала со тој фустан, со тие бели точки, или тоа познато се вика полкадоц. Кралското семејство многу сака да носи такви фустани, станува збор за исклучително убав лик и мејкап, нека бидат на линија, и мејкап кој што е многу ин, многу трендовски. Ова е мејкап, ова е добар мејкап, вака шминкајте се. Кој ме бара? И се бендиса на Мадона, и се бендиса девојчево со шминката. Сега. Се запеа таму у пее. Сега, одиме со вашиот, нели, омилен дел. Па, да видиме. Не гледам тука јас ништо, ниту, не толку страшно, барем на оваа фотографија. Косата е пристојна, наочарите се одлични како детаљ. Не ми е јасно што се случува со нејзината гардероба. Не изгледа лошо, меѓутоа некако ми нема концепт. Заради тоа што претпоставувам станува фотографија каде што она го покажува себе или покажува некоја си фацијална експресија. Солидно издание. Ми се допаѓа тој џакет, тоа нејзино одело, тие панталони, таа должина, бојата на комплетот со сакото, со црниот корсет на очарите, се е тука ин, она добро го склопила, добро го направила, добра е позата, морам да кажам дека ми се допаѓа. Еве каде утиња. Значи, станува збор за девојка која што се движи по некоја тенка линија. Претходно изгледаше добро, меѓутоа сега тука ги имаме повторно моментите на нешто тегнење, напикување во претесни панталони, стегање раце. Зашо стоиш со патичето така, кога немаш штикли? Зошто? Добри ти се патиките, добра ти е кошулата, нека бидат на линија режија, добри ти се патиките, добра е јакната и джинсот можеби немаше да стои толку лошо, да не дадеше момент на вулгарност во твоето позирање, во местењето на телото, поготово со такви ночари внимавај и со подотворена уста. Значи, таа поза со подотворена уста, така наместена,
веќе асоцира на нешто друго што не ви се допаѓа. Нити на мене, нити на вас, нити момците го сакаат ова да го гледаат. Кој звони, чека да видиме? Хало? No, God! Знаев дека он ќе се јави. No, God, please, Не, no! не, no! No! Не проаѓа, не проаѓа. Тој сватете дека ова веќе не ин одиме некаде напред во светот, каде што ова веќе е многу аут. Не. Не. Вака може да спие. Вака, драги гледачи, она може да легне и да спие, со се балетанките, со се шорцевите ала гакички, со се тој неизин топ. Меѓутоа вака, по улица, не е ни за на клупа и повторно, нека биде на линија кој да звони, и повторно го имаме моментот на очари, косата и она е пак под зината. Значи, зашто си под зината, со рацете така застанати во таа поза? Но. Кој е? Ау, Бритни ти се јави. Ај уште еднаш, Бритни. Следно имаме госпоѓа од соседството да била блиску, која што се декларира дека е она фризерка. Фризерка и за мажи и за жени. Работела фризерка, била чешларка. Па да ја погледнеме каква е. Леле, драги гледачи, дали ќе ми пукне душата од чешларкава, од фризеркава. Громови пукаат, драги гледачи. Она е фризерка, а погледнете, а она нема коса. Она нема ни фризура, драги гледачи. Ајде следно. Леле, драги гледачи, она ја боли глава, погледнете во што е облечена. Значи, како да и се пресекле ракавите, па тоа паднал, али битно, тука е деколтето, тука е црвениот кармин, лош мејкап, ја боли глава, фризеркава без фризура. Нема коса, нема. Каде ви е фризерке? Вас косата. Кој звони сега? Ало? Леле, Мадона ја фркна глава. Па зар фризерка може да си дозволи да се пише дека е фризер, а при тоа да се фотографира вака, а нема фризура? Леле, еве ја луѓе фризурата. Еве ја, драги гледачи, фризурата од која што ќе ми пукне душата. Леле, драги гледачи, ова е она што го постиравте вчера кога правеа перење, коса, миење со сапун свински или со она за рибање петици. Со тоа, уствари да, со тоа за рибање петици, со варакина, со киселини, со некои преабразивни средства, веројатно она така фризира. Чим она вака себе се изфризирала и тука е само до оваа страна како да ја пукнала петарда од едната глава и изгледа вака. Замислете што се случува на нејзините клиенти. Фризерка е. Кој звони сега? Ало? Леле, Круела и се јави, драги гледачи. Леле, драги гледачи, погледнете ја косата на... Погледнете ја косата на чешларката, погледнете ја косата на фризерката која што си го подпишала својот профил и при тоа е отворен и при тоа е јавен дека она е фризерка и за мажи и за жени. Па замислете како изгледат, повторно ќе кажам, клиентите. Незината коса изгледа ем што е испржена, ем мачки е кубеле, ем ја гореле, ама малку ме потсеќа на оние шекерни волни што ги јада деца у парк. Кој веќе носи ваква коса? Кој веќе носи ваква коса, нека стои на линија. И каде се оди со ваква коса и зошто вака се слика? Али битно она деколтето да го покаже. А косава што е петардирана, што е испржена, што е како лоша перика од 90-ти години, да ставила на глава и да ја истапирала и да ја исчупала и да ја изгорела и паси ја носи. Кој е? Па Анджелина Джоли ќе се смее што ќе ти прави. Ама чешларката, погледнете што прави. Драги гледачи, она потајно имала желба да биде пејачка и пее пред огледало со таква коса. Гледајте, она си пее сама на себе. Она сака да настапува, ама добро верувам дека почнала да биде чешларка, па сега сака да биде пејачка
И погледнете, она настапува на нејзиниот Инстаграм профил. И ова луѓе го гледаат, драги гледачи. Кралицата и пукна душата. Мислам дека ќе се јави и Бионсе кога е упрашање пеењето. Ја нема. Веројатно не... Како знаев? Хало? Леле, ова е без коментар. Па не може, девојче тоа. Не можеш, девојче, така да пееш. Повторно ќе кажам, ако замислете на што ќе личи сега јас овдека, да го правам тоа што го правам и да почнам пак. Нишка бања, топла вода, за Нишлие, жива згода. Па ќе ми пукне душата, драги гледачи, од вакви профили, од квази старлети. Дали сите дали повеќето во ово општество или сакате да бидете старлета која што подоцна ќе се бави со, па ќе биде манекенка да будем, али дали најголемата желба ви е да застанете во кафана и да го земете микрофонот и тамо да настапите и да бидете сакам да бидам Лепа Брена, сакам Нишка Бања, сакам да бидам Јелена Крлеуша, па малку Кримирад, малку Нишка Бања, малку Јанош, малку Бумциле Бум, малку све да пеете. Па ќе ми пукне душата громови на душа. Сите да се биле пеачки. Тоа е. Дојдовме до моментот каде што треба да прочитам некои од писмата што ги добивам. Во овој случај вика, не знам како не разбираат дека ова е забава, а во исто време и едукативна емисија. Те обожавам со моите 3 деца и сладко се смееме на твоите изблици на комичен перформанс. Те почитувам и ти давам целосна подршка да продолжиш со начинот на кој што сакаш да помогнеш на оние залутани и заостанати во времето. Со лајфстайлот и фешн стритот. Многу се залутани, многу се заостанати. Јас се трудам и давам максимум од себе. Благодарам, одлично ви е пораката. И одиме со следна порака, која што да не ја читам, да не го трошам времето, каде што станува збор за мајка, која што моите критики, моите совети, моите коментари ја натерале да се преиспита самата себе си како изгледа, што всушност тоа ми е целта, и да сватите дека секогаш можете да направите нешто подобро од себе и да бидете една подобра варијанта од самите себе си, да бидете и поавтентични самите на себе си и всушност така да го изградите вашиот стил, дека стилот не ја дефинира личноста, тоа јас ќе се сложам со нејзе, меѓутоа дека стилот и начинот на кој што се облекувате остава одреден впечаток кој може да биде често и погрешен. Што се случува во свет? Погледнете го дизајнот на Джереми Скот, колку е совршен тој чипкан фустан, колку е добар тој шешир. Значи, шеширите за оваа сезона се многу, че си го наместам, многу ин. Ги имаме во разноразни варијанти. Мене не ми се свија уместо овој. Преескан беше подобро. Одличен Джереми. Погледнете дизајните на Кристијан Диор, погледнете колку се добро изработени деталите, погледнете ја сукњата, таа мајца со кратки ракави, торбата како детаљ. Браво. Зошто она исто вака не застанала хоп? Или не седнала на некој кауч фрлена да се слика со коса испржена? Па сигурно и она нешто не е во ред со нејз. Или можда зошто е Диор, па имала пари тука. Ве молам, примитивизам на нивосте. Погледнете Барбери што прави во моментот. Погледнете го тој совршен минимализам, плетенките и зимово ќе се ин, меѓутоа гледате како убаво е стилизирана нејзината коса доле, врзана е со таа Барбери марама, природен мејкап и погледнете таа минимална кошула во тие совршени бои во светли тонови и на посветло плаво и на потемно плаво. Браво. Погледнете Cardi B, колорот е ин и имаме во одличен лаванда костим или одело
која што целата таа едноставност е разбиена со тие пердови што она ги носи како шал и со одлични салонки, косата е во ист тон. На Карди Би е работа да изгледа шарено. Вас работа ви да изгледа шарено исто или као урочени? Погледнете што прави Жан Пол Готје. Секогаш бил еден од моите модни фаворити. Не можам да останам имун на овој фустан, на овој дизајн, на оваа креација, на целиот тој пресек на плисираната органза, материјал, кој што е направен однапред во еден дел, позади во друг дел. Погледнете ги чевлите. Жан Пол Готје го сакам многу, неколку пати сум го потенцирал тоа, меѓутоа го сакам зошто? Заради тоа што кај своите креации во својот дизајн дава еден совршен архитектонски момент на крој, заради тоа и е и единствен. Опс! Веројатно некој ме бара. Мислам дека е Мадона. Каде? Прва е кога се случува нешто, одма да изреагира, одма да атакува, одма да искритикува и да искритизира и општество, и однос, и се. Повторно ќе ви кажам, ви благодарам за вниманието, за денеска јас ќе ви се одјавам, се гледаме со мене во понеделник во уште едно издание и драги гледачи, кои да сте, каде и да сте, освестете се дека живееме во едно општество каде што работите се решаваат на еден многу убав начин, а се друго е 19, 20, 18, 15 век, односно ако така се однесувате, всушност така изгледате. Ако изгледа така, ќе се најде тука на малите екрани. Ќе ви се заблагодарам за вниманието, ќе ви посакам убав викенд и се гледаме од понеделник. Strike a pose.